Во населбата Железара во следниот период планираме да продолжиме со реализација на инфраструктурните проекти. Во делот на доизградба на пешачките патеки во целата населба, комплетна реконструкција на улиците Гемиџиска, Зеничка и Тајмишка. Планираме да се реши и проблемот на улицата Гемиџиска, Филип Филиповиќ и Душан Тасковиќ во делот на атмосферските води, односно планирана е комплетна изградба на атмосферска канализација во овие улици. Со изградбата на новиот водоводен систем кој што ќе биде по улицата Хрватска, верувам дека ќе го решиме и проблемот со високата зона и ниските делови на одредени локации во Железара, посебно во летниот дел од годината со водоснабдување. Ќе продолжиме и со поддршка на младите во оваа населба, посебен акцент на Центарот за млади и невладини организации кои што се наоѓа токму овдека во оваа населба. Имавме и одлично искуство во минатиот период, голем број на млади го посети овој центар, затоа ќе продолжи нашата поддршка и во делот на овој центар за млади. Ќе продолжиме во делот на инвестирање во спортот, во рамките на основното училиште, комплетна реконструкција на спортската училишна сала и поставување на вештачка трева на игралиштето кој што се наоѓа во рамките на дворот на основното училиште. И верувам дека ќе овозможиме поквалитетни услови за одвивање на спортските активности на жителите од оваа населба и посебен акцент во делот на екологијата ќе ставиме на комплетната реконструкција и ревитализација на паркот на природата Газибаба, кое што е едно белодробно крило на градот Скопје, многу значајно од аспект на екологијата. Планирано е комплетна ревитализација со засадување на голем број на дрвја и изголемување на тревната површина и место кое што граѓаните и во иднина ќе продолжат да го користат како место за спорт, рекреација и дружење.